над 500.000 луѓе живеат со 40 денари на ден. На над 10.000 фирми и правни субјекти им се блокирани сметки. Животот е се полош, цела Македонија е во мизерија и затоа се плаши од криминалот што го има правено во целиот овој период. Се плаши затоа што доаѓа времето на честноста, на одговорноста и доаѓа крајот на манипулациите, на заплашувањата, на криминалот, доаѓа крај на времето на нивната фамилија. За кратко време ќе бидат разобличени во целост и Груевски, и фамилијата, и Орце Камчев, и Михаил Цветков, и сите оние кои што манипулираат со маката на земјоделците и кои што земјоделците ги гледаат само како бројка, како семејства и како ливчиња во гласачката кутија. На сметка на тоа се правени огромни криминали, се правени огромни манипулации и огромни злоупотреби. Слушате и ќе слушате, гледате и уште повеќе ќе гледате, бидејќи сме на самиот почеток на нашата работа, на оно што до сега го направивме во Министерството. Како пратеници, функционери, како луѓе блиски на власта кои што немаат врска со земјоделие, преку еден организиран систем на злоупотреби доаѓаат до државна земја. Извадивме и ќе вадиме договори за илјадници хектари кои што одат кај луѓе блиски на власта, кои што не се обработуваат, а за кои што се земаат милионски субвенции. На избори на 24 април не учествуваме и такви избори без СДСМ, без опозицијата, без сите опозициони партии кои што донесоа иста одлука, без партиите кои што и не се дел од нашата коалиција, а се или представници на албанците, на македонците, на помалите етнички заедници, надвор од нашиот блок, вклучително и на граѓанските организации, над 100 граѓански организации со кои што како партнери ги водевме сите наши проекти, тоа е визијата за Македонија 17 мај, проектот на бомбите и слично. Еден таков огромен фронт во Македонија со став дека на 24 април не може да има фер, слободни и демократски избори.